Почитувани гледачи, добродојдовте во уште едно издање на емисијата 15 минути со, во која наш и ваш се разбира гостин е Илија Даов. Господине Даов, добар ден и добродојдовте во оваа емисија. Добре ве најдов, добар ден. Гледачите ве познаваат, бидејќи често сте наш гостин во разноразни емисии на програмата на ТВ Канал Одвис и секогаш кога гостувате на нашата програма, секогаш зборуваме на теми поврзани со јогата, бидејќи вие сте јога инструктор. Но, овој пат нема да зборуваме за јогата, туку за вашето второ јас. Може би на времето беше и прво јас. Тоа беше прво јас. На времето беше прво јас, а тоа е музиката, малкумина, особено од помладата генерација струмичани, тоа не го знаат. Но, јас го знам, го знаат луѓето од мојата генерација, малку и помлади, малку и постари, дека Илија Даов беше познат и признат музичар во струмичката музичка фела, па и повеќе од тоа. Ајде да зборуваме за музиката, претпоставувам омилена тема ви е покрај јогата. Кога започнаат тие ваши први музички чекори да ги правите? Тоа беше многу одамна, во минатиот век, некаде 20-тиот век. Во 20-тиот век. Значи, како ученик во основното музичко училиште Боро Џони во Струмица, не препозна нашите наставници во редовното школо и учествува во разни музички групи. Тогаш, бидејќи ми беше главен инструмент хармоника, ние го викаме на наша армоника, да, и тоа свирев и во школскиот оркестар. Но немав прилика... По Маршал Тито, така? По Маршал Тито, во основното училиште Маршал Тито, но немав прилика, а многу сакав да свирам гитара, а немав. Да? Да бидете фраер, така? По-фраери беа, тие што... Не по-фраери, нас никој не нас загледуваше, имаше во школскиот оркестар, имаше, нема сега по име да кажам, тие се доктори специјалисти, свирија тарабука и ние двајца со армоника и имаше уште две гитари. Нас никој не гледаше, само тие што свирија гитари, тие само нив ги гледа. Од тие причини сакавте гитара да свирите? Најверојатно тие причини. И ги гледам сите движења на гитарата, но немам инструмент и некако не ми доаѓа да прашам тие колегите, соучениците да ги прашам како тоа се свири, како е тој зафат, како е тој акорд и така натаму. Што е ду, што е мор? Мол. Така? Да. И дома ќе побараш, татко ми викам да ми купите една гитара за некој повод, за роден ден, за не знам што. И луѓето, не. Ние сме тројца браќа, од кои јас и постариот свиревме хармоника, а најмладиот свиреше виолин. И одговорот беше: имате две хармоники, имате виолин, свирејте што сакате. Така е. Да. И добро, веќе во на крајот на 8 оделение, веројатно сум инсистирал почесто да ми купат гитара. Струмичани си им бактисал на родителите. На струмички сум им бактисал дома. И последниот училишен ден беше 10 јуни, кој, да кажеме, беше од 7:30 наставата, а татко ми одеше во 7 сат на работа, имаше одговорна работа во една банка, во единствената тогаш банка. Така. И вика, ајде ќе одиме, од двете возможни книжарници, во едната имаше две гитари. Само толку. Од кој едната јас многу ми се допадна. И знаеш како се пазаруваше тогаш? Ние доаѓаме пред собранието, тука беше во сега
ниските канцеларии. Тука беше во една од нив книжарницата. И доаѓаме, татко ми стално гледа на сатот да не задоцни за отварање на сефот. И вика, бе, ќе ме задоцниш, јас викам, абе, ќе отворат сега, знаеш. И одгоре од кај Зиза, од кај Мечо, иде продавачот, се викаше Джабар Кочо, повеќето од струмичани го знаат. Го знаат, сигурно. И татко ми во брзање му вика, Коче, дај му на детето што сака, после јас и ти ќе се разбереме. Така се пазаруваше. Така е. И од двете... Зборот беше збор. И од двете гитари јас едната ја одбрав и дома ја оставив. На школо имавме еден час или час и половина, така нешто. Останатото време до 3, до 15 часот додека се врати татко ми, јас во дворот позади, старата семејна куќа, армониката на масата и гитарата тука. И што сум забележал од свирењето на моите соученици, без да прашам, не сум имал прилика да прашам, и ги пронаоѓам сите акорди. Ако нешто не ми звучи, гитарист самоук. Ако нешто не ми звучи, ќе го пронајдам на хармониката, па ќе го пренесам на гитарата. Не и се. Доаѓа во 15 часот татко ми од работа и он така зборуваше народски, вика, ајбе пичи на пичу, толку јаде ми душа за гитара, ја ти гитара са, ај свири некоја песна. И од прозорот, кај што баба ми привршуваше со ручекот, радиото постојано беше пуштено, и свири тогаш една позната во тоа време една песна од Драган Мијалковски, и јас викам, кого сакаш? Значи ти си одбери кого сакаш. Не да јас да отсвирам што знам, ами ти си одбери кого сакаш. И изгледа го фатив како, ми сака кого сакам, не знам. Јас викам, може ли таа што свири на радиото? И јас свирам истовремено ја свирам со акордите кои се исто на песната. И те баше пичо, ти си знаел бе? И од тука почнува моето патешествие со дружење со гитарата. Тоа е во јуни. Неколку месеци со истите тие соученици кои бевме во школскиот оркестар, како направивме група и вежбавме постојано, но од септември истата година јас се запишав во Велес, во средно училиште тамо, и си доаѓав секој викенд. Не помина од јуни до 20 јануари следната година. Значи има малку повеќе од 6 месеци, толку беше моето дружење со гитара, и веќе моите колеги од групата, тогаш се викаше групата Рокс. Модерно. Да, баравме странски имиња, за да тие што не разбират да кажат, добри се. И така натаму. И моите колеги, тогаш се свираше по игранки по селата. Тука ретко имаше некаква забава. Сини вечери. Сини вечери, но тие беа една или две во годината. Така да, ама тоа се големи настани. Првиот настап, првиот комерцијален настап ми беше 20 јануари 1973 година во културниот дом, или како се вика, домот за забава во село Дабиле. Во Дабиле. Некаква гитаријада или што беше тоа? Не, тоа си беше редовна игранка. Така, добро. И потоа, значи, запливувате во тие музички води. И се редаа неколку музички групи во кои вие членувавте. Ајде малку околу тоа. И не заборавајте, емисијата се вика 15 минути со. Немаме многу време, значи. Добро. И беше проблем со инструменти. Немаше вистински инструменти од каде да купиш, па на акустична гитара лепевме некаков магнет, па после беше проблем за како тоа да се пренесе и да се приклучи во... Пазете, немаше засилувач. Немаше засилувач и користевме на еден мој колега, има едно големо радио, но беше силно. И во радиото. И така натаму, и така натаму. Првиот посериозен вистински инструмент
уште не бев завршен средно школо, преку некои пријатели платив во Лондон, купив Маршал појачало и некаква копија на Гибсон, бидејќи парите беа толку, немаше. Така е. Но и како копија беше гитарата многу вредна, ја свирев прилично време и Добро. И ќе ги спомнеме ли сега групите во кои членувавте? ќе Која беше спомнам, првата група? првата е Рокс, Добро. понатаму кога уште не бев завршен средно школо, ме повикаа Ристо Чапанов, кој бе тогаш Јоцо беше на Тапани, Јовановски Јоцо, од таа генерација. Ама познати музичари. Познати струмички. музичари, тие тогаш свиреа во Мардаја, Во Дојран. во Дојран, и јас мислев дека ќе свирам гитара. Но Така. тогаш свиреше Кире Калапоцев Така. гитара и немаше место за две гитари во една група, него они викат, па ти вика треба да свириш органа, клавиатура. И 2 месеци свирев таму клавиатура. Ете се најде и хармониката, значи од детството. Се најде знаењето и од Така. клавиатурата од хармониката. Понатаму со Драган Марковиќ беше групата Гонг, па со Перо Христов беше групата Спектар, може би 3-4 години. Најдолго, можеби, или Уно беше најдолго, потоа. Потоа беше како дериват на сето тоа беше групата Уно, но уште за време на групата Спектар, тоа со Перо Христов, значи се формираше естрада Струмица од 15 оснивачи во тоа време. Беше тоа многу убаво време кога се правеја и тие естрадни вечери во кои настапуваа сите струмички групи, пеачки. Од основањето и на доаѓаа гости од страна. Од основањето на естрада Струмица како тело кое ги заштитува и се грижи за сите музичари во Струмица и не само тоа. И нивните права. Јас бев уште од првиот ден бев секретар, понатаму и раководител 11 години. А канцелариите се наоѓаа во стариот театар, така. Шетавме повеќе, но Тие беа имаше еден период бевме во старото радио, па во стариот театар, па на повеќе места. Така, добро. И 86 година престана со работа групата Спектар поради одредени причини. И голем дел... Не беше само Перо Христов и Живка Накова беше тука. Живка Накова, така беше Кире Ангелов. Клавиатура, да. Тоа беше последното наше музицирање во Хотел Тополица во бар Црна Гора. Така, ама често настапувавте во Цар Самуил. Да. Така. И од тоа време, да кажеме, кога се вративме од Црна Гора, некои од истите луѓе останавме, се појачавме со вокал Дине Стојанов, Костадин Стојанов. Или Дине Попо, Бог да го прости. Бог да го прости. Така. И стартувавме како група Уно. И можам да ви кажам дека постигнавме многу големи успеси, гледано од финансиска страна. Така. Иако требаше да снимиме, правев неколку обиди, но ќе препознаат сега некои од тогашните мои колеги кои ми правеа обструкција. Обструкцијата беше во смисол ние свиревме повеќе од 10 години во Хотел Југо во Евгелија, а во тоа време се разви бизнисот со казина и казината има многу пари и гости поканува од цела југословенска естрада. И ние како дежурни таму моравме сите да ги пратиме.
Значи тоа беше на едно многу високо професионално ниво. Ајде да ги спомнеме групата Уно, бидејќи беше најквалитетна, значи во тоа време, значи Илија Даов на гитара, Да. Дино Попов вокалист, Вокал. Тимо Тимо Бабулов беше едно време. така. Тоа беше периодот кога Перкусионист, значи тапанар. Да, тапани. После пред него беше Стефчо Божинов, а после Тимо беше Љубе Русев. Така. А беше ли и Васе сега у Австралија, ако не се лажам? Не. Не беше во... Не. На бас беше Никола Патаров. Пред него беше Коста Бозов. Така. Никола Патаров за пошироката јавност е познат како Леши. Да, многу добра група. Почитувани гледачи, за да знаете колку била квалитетна групата Уно, докасе дека ми свирале на мојата свадба. Значи, јас не можа да не изберам најквалитетна група и тие свиреа во тогашниот мотел Карбино. Беше тоа неверојатен нивен настап. После Киро Ангелов беше Димов Тони, ние останавме до крај. Така. Но тука не заврши вашето занимавање со музика, па дури, условно кажано, и до стари години свиревте? Во меѓувреме некакви, бидејќи се бавиш со една дејност, ти доаѓаат многу идеи, споредбено со светските текови. Така да имав обиди за компонирање. 92 година моја песна беше на некое високо место на Макфест Штип. Следната година, 93-та, добив признание како најслушана песна помеѓу двата фестивали, иако беше на 4-то место според рангирањето. Така. Кој ја исполнуваше таа песна? Се случија тогаш некакви немили работи. Тогашниот директор, ќе го спомнам, на Макфест беше Троицки Стојан. Не дозволи, не знам од кои причини, ние да настапиме како група Уно и неверојатно, за пари, некои платиле од Скопје, група која тогаш постоела во тоа време 5-6 месеци и понатаму и никогаш повеќе не постои. Група, тоа? Да, групата Коала. Остана аранжманот на Тино Скендеровски Валентин. И ако понекогаш ја слушнете, се уште песната е актуелна и со добро лежи на уше и така натаму. Како се викаше песната? Еј девојче. Да. Потоа 96-та година ми примија уште една песна на Костадин Костадиновски фестивалот. Тој тогаш беше меѓународен, имаше Еврофест, како се викаше? Еврофест се викаше, да. Добро. Успешен и во компонирање. Имавме ли ние двајцата некаква соработка за Струмичка пролет? За Струмичка пролет на твој текст, мојот брат Страшо Даов ја компонираше музиката. Мој беше аранжманот. Така. И пееше Раде Рогожаров. Да. Раде Рогожаров. Да. Убави времења со тие. Супер. Паралелно со вашето занимавање со музика, со свирењето во разни групи, вие направивте едно свое студио. Стои ли уште? Студиото стои. Опремата стои. Во тоа време беше аналогна техниката, иако подоцна набавив и соодветно паралелно дигитално студио, но кај нас никако не се исплати комерцијално тоа да го работиш, освен за себе. Така. Еве да прибашуваме, ви фали ли таа прва љубов, или се навраќате ли од време на време во слободните мигови да си засвирите малку, да си подпевнете? Тоа е, музиката е инфекција која не поминува со ништо, освен со пеење. Така, нели? Да. Значи, понекогаш седнуваме мои пријатели друштво, така. Со добра чаша вино
ќе се изнапееме 3-4, можеби 5 сати некогаш. Но сега во последно време поретко не ограничуваат со овие забрани. И така да... И за самиот крај, господин Недавов, реков дека нема да зборуваме за јогата, за која често зборуваме кога сте гости на програмата на ТВ Канал од Вис, па сепак за самиот крај на овој разговор, има ли допирни точки музиката и јогата? Има. Тоа се? Има многу, тоа се вибрациите. Аха. Значи, и без да сте упатени многу во јогиските тајни, Така. пеењето кое се ствара со звучните бранови од вашите гласни, со треперењето на гласните жици при издувување на воздух од дишниот систем, значи тие вибрации најпрво делуваат овде каде што се гласните жици, почнува тироидната и од двете страни паратироидните жлезди. Понатаму, малку подоле, ако ја ставите раката на градната коска, и при пеењето, и дури и при зборувањето, чувствувате вибрациите на градната коска. За луѓето кои помалку знаат анатомија, од внатрешната страна, од задната страна на градната коска, која се вика стернум, постои една жлезда која е наречена тимус. Во јогиска терминологија тоа е срцевата чакра. А ние викаме тука под лажичката. Под лажичката. Така. Под лажичката. И со вибрации исто така се стимулира работата и на тимусот. Така. И така натаму, значи овие вибрации има врска. Има многу врска, особено таа вибрација кога пееш, не кога присуствуваш, кога да кажеме сите околу тебе пеат, а ти си седиш и викаш уживам. Не можеш да уживаш толку затоа што вибрацијата делува благопријатно на нервниот систем. Тука е нервниот систем, централниот нервен систем. Господин Недавов, ви благодарам што ја разубавивте програмата на ТВ Канал од Вис, овој убав муабет за вашите музички искуства во својот живот. Во претходниот живот. Велите во претходниот живот сте биле музичар, сега сте јогист, нели? Да, тоа е голема разлика и сосема е различен животот со професионално музицирање, а многу е друга разлика со професионално практикување јога. Така. Ви благодарам што бевте гостин на програмата на ТВ Канал од Вис во емисијата 15 минути со. Ви благодарам за поканата. Почитувани гледачи, беше тоа емисијата 15 минути со. До следното издание на оваа емисија. Довидување.